подзаконските акти, што е тоа правда, а што е ескивирање на правдата под ореолот, нели, на корумпираното или коруптивно судство. Тој вака ми рече: најлесниот начин е здравата човечка логика. Ако некоја судска одлука нема логика, тогаш има корупција и неправда. Да ти објаснам пластично, ми рече. Во Македонија е забранета трговија со петарди за паливи средства. Но, ако судството и обвинителството на некого му прифатат образложение дека илјадниците петарди кои му се запленети му се купени легално од фирма со приложување на некаква фактура, треба да се казни фирмата за недозволен увоз и трговија со петарди, а лицето за шверц со петарди. Тоа е здравата логика. Ако судот го ослободи, значи дека е корумпиран. Се е кажано со овој беззначаен пример. Да не зборуваме за судските одлуки за болницата во Тетово, за автобусот и осудениот шофер, за ослободувањето на десетици политичари фатени во криминал и корупција. Тоа е, ако